Почитувани, од наводно неподмитливи до профитери, ова е вистинското лице на Апасиев и Левица. Апасиев и Левица кои се представуваат како скромни, неподмитливи и народни, денес се демаскирани. Апасиев од левичарска и работничка партија ја претвори Левица во елитистичка партија со која гази врз сопствените членови. Доказ за тоа е купувањето на конфискуван недвижен имот во центарот на градот за цена од 250.000 евра, многу пониска од реалната. Јавноста беше замајувана дека тоа не е вистина, но сепак вистината излезе на површина, а тоа е дека просторот на вистина е купен преку директен договор со извршител и банка, за кој Левица долги години беше против. Истата таа Левица и истиот тој Апасиев, кои до вчера ги обвинуваат другите за корупција и за привилегии, денес самите стануваат дел од истите практики. Од граѓаните бараат донации, а парите завршуваат во джебот на партискиот врв. Од другите пратеници бараат отчет за патни трошоци, додека самите го прават истото. Апасиев и Левица само не се неподмитливи и скромни. Нивната вистинска агенда е јасна. Од наводно неподмитливи до профитери. Ви благодарам. Доколку имате прашања, повелете. Кој е вашиот став за фотографиите кои излегуваат на социјалните мрежи во кои се види дека конкретни виновници за пожарот во Кочаристе, Мицковски, Тошковски и Јанев? Благодарам на прашањето. Најостро го осудувам овој срамен, злонамерен и монструозен обид за политичка злоупотреба на трагичните настани во Кочани преку фотомонтажи и лажни обвинувања кон претседателот на ВМРО-ДПМН и членови на владата. За ВМРО-ДПМН е јасно дека зад вакви обиди стојат структури блиски до Венко Филипче и неговите инсталации, кои со години ја злоупотребуваат политиката и јавниот простор за партиски и за лични цели. Очигледно е дека СДС и структури блиски до нив посакуваат убиство на премиер, на министер за внатрешни работи и на директор за јавна безбедност. Во отсуство на проекти, во отсуство на програма, тие се обидуваат преку подмолен начин, преку овие фотомонтажи, преку пожари, преку подпалувања, да дојдат до некакво внимание во јавниот простор. Го повикуваме воедно и Филипче да се огради од овие фотомонтажи, дека не стои позади нив, бидејќи во спротивност ќе се докаже тоа дека тој лично ги има нарачано овие фотографии. ВМРО-ДПМН повикува на итна реакција на надрежните институции. Не сакаме да веруваме дека некој сака повторно да предизвика болка, овој пат преку гнасна политичка злоупотреба на оваа трагедија. Воедно го повикуваме јавното обвинителство веднаш да постапи и да ги пронајде овие некрофили.